Нема препораки од Институтот за јавно здравје за одложување на второто полугодие од училишната година заради зголемувањето на болни од грип. ОДИ завела дека ќе се следи состојбата со грипот и доколку има потреба ќе се носат препораки и мерки. За сега нема и препораки за ослободување од работа на трудните жени, лицата над 60 години и хронично болните. Бројките се очекувани за овој период од годината. Точно е дека имаме раст неколку недели порано од она што било очекувано, но за сега барем сме во една средна активност и тоа за сега не дава можност да даваме некакви претерани мерки кои што би ги зафаќале граѓаните, нешто како што кажавте вие, продолжување на зимскиот распуст. Сепак ја следиме состојбата и доколку има било каква промена, ние ќе апелираме и ќе дадеме соодветни мерки. За 32,6% е зголемен бројот на новодиагностицирани со грип во однос на минатата недела. Највисока инциденца на заразени има кај децата од доеничка возраст до 4 години, а најмногу болни има во Скопје и Дебар. Ниту еден случај на болни од грип нема во Берово, Пехчево и Делчево. Очекуваме бројките и во наредниот период да растат, да се движат во овој ранг како и сега, со оглед на тоа што според историските податоци пикот на грипот во Македонија е некаде од средината на јануари па до средината на февруари, зависност од кој дел, која година почнува сезоната. Оваа сезона растот на бројот на заболени започна неколку недели порано од она што беше очекувано. Пред 3 дена 75 годишна жена од Скопје почина од грип на инфективната клиника. Епидемиолозите препорачуваат редовна исхрана со витамини, болните да останат дома и да се јават прво кај својот матичен доктор.